Денеска јас сум город градоначалник на Струмица, но пред се горд струмичанец. Денеска сме сведоци дека Струмица е првиот град на Балканот со имплементиран целосно електричен јавен превоз. Точно пред 18 месеци ме повика градоначалникот и ми даде мандат да земам да го оформирам тоа предпријатие. Така да за некои си 7-8 месеци ние успеавме да направиме фирма која почна да работи. Јас сум овде од самиот почеток и тоа е еден проект кој долги години беше очекуван во Струмица од сите граѓани. Народот беше пресреќен што конечно некој се сетил да им овозможи ефтин градски превоз. Така да задоволството кај луѓето е огромно, кај нас вработените е исто, затоа што овде се работи по еден европски систем, прецизно да бидат обслужени сите, секојдневно се зголемува и интересот за превозот, така да мислам дека тоа е еден успешен проект кој ќе се надоградува со тек на годините и ќе станува се поголем и поголем. Временото доаѓање на автобусите е број 1 во јавниот превоз, така да ние тоа го поставивме. Имаме мониторинг систем и GPS уреди во секој автобус, така да автобусите не каснат повеќе од минута-две кога е голема градска гужва и не се точи на време до минутка. Чекавме по цели саат, чекавме тие кумињата па гужва. Во најголема благодарност и похвалност за нашите власти што одредиле да стварно бидеме згрижени и во своја време, значи во право време јас сум си одлучила да одам и во тој саат и си е точен. Точно, се на време, удобно. Имаме 10 нови, модерни електрични автобуси во кои што секој ден превезуваме околу 1300 наши сограѓани и од градот, но многу поважно и од населените места. Многу сме задоволни од јавниот превоз и ова е голем благодет за целиот народ на општина Струмица. Голема благодарност до градоначалникот, Советот на општина Струмица кој придонесоа за народот да може да се има јавен превоз и да го користи тоа. И поврзавме сите населени места што гравитираат према општина Струмица, ја зголемивме мобилноста. Од има претходно проблем, немаше како да дојдат. Тие чека комбиња низ населените места и по 1 сат и по 2 сата да се наполни комбето па да стигне до Струмица. Со тоа, почитувани граѓани, директно влијаеме кон спречување на аерозагадување. За првите 2 недели од месец февруари загадувањето во нашиот град е намалено за цели 50%. Во најголема мера благодарејќи токму на овие електрични автобуси. Ако замислиме дека по двајца се возат во една кола, тоа се околу 600 коли помалку низ општина Струмица, помалку галама, помалку гужва, се намалија градските гужви, чекање по улиците и така натаму. Цената на чинење на еден билет во еден правец со овие автобуси е 60 денари, но со одлука на мнозинството во Советот на општина Струмица, како град субвенционираме 50% од цената. И поевтино и се, тие се благодети за сите струмичани. Значи, за разлика од приватните таксисти, е многу поевтино и покорисно. Дополнително имаме посебни пакети за нашите ученици, посебни пакети за нашите пензионери, на кои што им овозможуваме многу полесно завршување на нивните секојдневни потреби низ градот и низ селата. Струмица е град кој што пилотира со многу пионерски проекти во државата. Тоа е само порив кон мене и мојот тим да продолжиме напред со уште поамбициозни проекти. Зашто? Потврда ни даде и неговата екселенција, евроамбасадорот во Република Македонија, господинот Михаилис Рокас. And this is namely how on the one hand to do a best use of EU funds, how to absorb them well and make a difference together with the funds from the municipality for the citizens. Таквото работење и таквиот пристап секако продолжуваме и понатаму со уште поамбициозни проекти кои што директен бенефит ќе имаат граѓаните и граѓанките на нашата Струмица.